Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Во овој период од годината во емисијата ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, секако во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година. Значи ги представуваме факултетите на Укло, а денеска го представуваме правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга. Наша гостинка, деканката на факултетот, професор доктор Светлана Велјановска. Добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ. Добар ден, секогаш ми е задоволство кога сум присутна на вашата фреквенција и верувам дека и денес ќе дадеме информации за сите потенцијални студенти на нашиот факултет. На почеток, јас би сакала малку повеќе да ги информираме нашите слушатели, овде пред се мислам на студентите, идни наши, оние кои што сега завршуваат средното образование, но и сите останати кои што можеби веќе одамна завршиле, меѓутоа сакат да продолжат понатаму, да ги запознаеме со правниот факултет. Ова е факултет со долга традиција, Битола е позната и како, меѓу другото, не само како град на конзули, град на правници, на адвокати, но еве за сите оние кои што не знаат, да ги запознаат. Да, навистина ова е одлична прилика да го представиме нашиот факултет и како што кажавте, верувам дека предизвикот за секој матурант во овој момент е да реши која професија евентуално би ја избрал за своја понатамошна животна желба или животен избор и нормално наша интенција е тоа да биде правниот факултет. Зошто е важно или зошто треба да се студира на правниот факултет? Правото е наука која што бара доживотно учење. Значи, секој оној кој сака да стане правник, покрај она што значи стекнување на знаење во текот на 4-годишните или 5-годишните студии на нашиот факултет, мора постојано да се надградува и постојано да учи, односно покрај желбата да се учи, да се студира во текот на тој факултетски живот, мора да се настојува да има љубопитство, односно желба за понатамошна едукација и секој правник покрај желбата за едукација мора да поседува и етика, морал и други лични квалитети и карактеристики, затоа што навистина правото е специфична професија која што не може секој да ја работи. Би сакала на сите матуранти или на сите сегашни средношколци да им порачам дека само труд и упорност се потребни за да се постигне успех и да се оствари целта која што сакаме да ја постигнеме, односно она што сме си го зацртале во нашиот живот, а правото е навистина идеална наука каде што можеме да ги покажеме сите наши квалитети, способности и морални и интелектуални, значи се она што е предизвик за секој млад човек во текот на неговиот живот. Правниот факултет, како што и сама кажавте, во Битола има долга традиција, па еден период знаете дека немавме правен факултет во овој град и сега имаме повторно дисперзирани студии во Битола, но исто така имаме и дисперзирани во Струга, а седиштето на нашиот правен факултет е во Кичево. Но тоа не значи дека се ограничени можностите на нашите средношколци кои што сакаат да студираат на нашиот правен факултет, бидејќи академското образование кое што ќе го стекнат со студиите на правниот факултет во Кичево, Битола и во Струга се всушност подеднакви како и на сите други правни факултети во нашата држава. Наставниците кои што предаваат на нашиот факултет се од цела Република Македонија, значи ги имаме квалитетни луѓе, професори во признати експерти во предметите кои што ги предаваат и верувајте, кога нашите наставници ќе учествуваат на меѓународни собири, конференции и слично, тие секогаш ги заземаат најистакнатите места на ваквите настани.
Кога зборуваме за нашите студиски програми, она што го нудиме како правен факултет, би сакала да истакнам дека покрај правните студии, значи до дипломските правни студии, имаме и уште една програма, тоа се политички науки и дипломатија. Таа е релативно нова студиска програма која што имаме на нашиот правен факултет, се уште не е доволно заживена и еве би сакала да искористам и оваа прилика да ги охрабрам сите потенцијални средношколци кои што можеби не сакаат да станат правници, но сакаат сепак да ги насочат своите интелектуални капацитети кон осознавање на политичките науки и дипломатијата, дека еве и кај нас ја имаат таа можност, значи нема потреба да одат на некои од другите факултети во државата, туку може да се насочат и на нашиот факултет. За студиските програми на правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ќе проговориме малку повеќе подоцна. Еве кажавте и самата седиштето на факултетот е во Кичево, дисперзирани студии во Битола и во Струга, меѓутоа тоа не значи дека квалитетот на наставата некаде затајува, напротив, секаде се предава исто, можеби малку понапорно за професорите, кога се работи нели за патувањата, но студентите го добиваат она што навистина го заслужуваат. Токму така, во моментот кога пред 15-16 година веќе нашиот факултет, кога се формира факултетите со дисперзирани студии, целта беше токму таа, значи наставниците да поедат кај студентите, а не обратно. Еве, јас сум од повозрастните генерации и ние знаете дека сите одевме во Скопје и сите таму студиравме и таму го живеевме нашиот студентски живот. Сега студентите, значи од овој регион, Битола, Прилеп, Ресен, генерално тие гравитираат кон дисперзираните студии во Битола, значи буквално може секојдневно да патуваат од Битола и од Ресен конкретно, а битолчани од Прилеп и од Ресен, а битолчани буквално може да го живеат својот студентски живот како да се средношколци. Значи, после завршувањето на наставата, тие си заминуваат во нивните домови. Значи, тоа е многу голема предност, голем приоритет за студентите кои што ја имаат таа можност со отварањето на студиите во Битола. Истото тоа се однесува и на студентите во Струшко-Охридскиот регион, значи сите тие гравитираат кон нашите дисперзии во Струга и едноставно имаат секојдневна комуникација со Охрид, со Дебар и ги следат предавањата на нашиот факултет. Во Кичево исто така имаме голем број на студенти од Емирхисарскиот регион, од Македонски Брод, од Гостивар и нормално од Кичево, кои исто така ги слушаат предавањата на нашиот факултет. Значи, сите професори кои што предаваме, буквално сме застапени во трите градови, а студентите си се оние кои што се фиксни, односно кои што се во местото на нивното студирање. Деканке постојано се зборува, или сум слушнала кога разговараме вака со професори од правниот факултет, дека има голем број на правни факултети во државава, меѓутоа треба младите да знаат да го направат вистинскиот избор. Да, правен факултет, но има правен факултет и правен факултет. Убава е вашата констатација. Еве ќе ви кажам само еден пример, конкретно во Струга ќе земеме локацијата. Таму покрај нашиот факултет, значи имаше во еден временски период дисперзирани студии од Тетовскиот државен факултет. Знаете дека и ФОН факултетот таму има своји правни студии и приватниот универзитет на Мерко има своји правни студии, но сакате верувајте, сакате не, најголем број од запишаните средношколци без разлика дали претходно се образувале на албански јазик во средните училишта во Струга, во Охрид, во тој Депар, значи во тој регион, најголем број од нив гравитираат на нашиот факултет. И јас себе како не бев тогаш уште декан пред некоја година комуницирав со некои студенти, навистина имаат проблем со македонскиот јазик, бидејќи цело своје образование претходно го стекнувале на албански јазик. 3 колешки беа, значи. Добро велам, зошто се мачите, зошто не си одите на дисперзираните студии на Тетовскиот факултет? И сега не сакам, мислам да звучам препотентно или како, ние професорке сакаме да дојдеме и да учиме право. Значи таа беше нивната изјава и верувајте, навистина после тоа си се приспитав и сватив дека секогаш како наставници, како предавачи на нашиот факултет треба да се трудиме знаењето кое што го имаме да го споделуваме со нашите студенти, а тие тоа ќе знаат да го ценат. Значи добриот глас се слуша и понатаму добиваме еве и редовно и сите години имаме определена квота на студенти кои што навистина многу повеќе труд вложуваат со тоа што мора да следат наставата на македонски јазик, а претходно тоа не можеле да го направат во нивниот живот во текот на основното и средното образование, значи немале потреба, но
понатаму ефектите им се исплаќаат, односно сметаат дека кога ќе завршат на нашиот факултет добиваат солидно образование и веднаш може да се вклучат во реалниот сектор, односно знаењето што го стекнуваат на правниот факултет да го применат во нивното понатамошно ангажирање. Кога се зборува за правото и за правните факултети, често пати граѓаните знаат да кажат па толку многу правници што ќе им се на една вака мала земја. Меѓутоа, работа можеби секој може да најде. Таа констатација можеме да кажеме за секоја професија. Така, имаме економисти, имаме медицинари, професори по различни струки, значи сите тие нема можеби да работат во насоката или на факултетот кој што го завршиле, но кога станува збор за правните науки, опциите се навистина најголеми. Да, за квалитетните студенти има место секаде. Значи, дипломците кои што дипломирале на правниот факултет Кичево, буквално се барани во реалниот сектор. Еве ќе ви кажам податок дека последнава година само преку нашиот Јус форум остваривме неколку гостувања од бизнис секторот на факултетот и тие нивните раководни лица или представниците кои што беа од делот на човечки ресурси за нашите студенти имаат постојано отворени конкурси. Значи, буквално бараат правници кои што дипломирале на правниот факултет Кичево и кои што нормално откако си ја поминуваат онаа вообичаена постапка кај нив, знаете како течат и работи, интервјуа, тестови и слично, значи се покажале како квалитетни и затоа ни велат, значи секогаш кога имате некој студент да не го препорачате, слободно препорачајте го, за него ќе има место во нашата организација. Значи, тоа е навистина таа разлика која што се прави. Да, има правни факултети, има можности за едукација на правници и на приватните факултети и на државните универзитети, но кога наставниците се вложуваат максимално, како што тоа го прават нашите наставници, верувам дека знаењата што нашите студенти ги стекнуваат се прифатливи и употребливи во реалниот сектор и тоа е всушност она што ние сакаме да го постигнеме. Значи извонредноста, квалитетот, тоа е целта кон која што се стремиме. Проодноста на правниот факултет, зборувам за оние кои што редовно ги завршуваат своите студии, значи за оние студенти кои што се најдобри и кои што еве сега деновиве до крајот на оваа недела завршува колоквиумската недела кај нас. Мала е бројката на студенти кои што преку колоквиуми ќе завршат. Меѓутоа, сите оние кои што навреме ќе ги завршат своите студии, можеме да очекуваме дека веднаш после одбраната на нивниот дипломски труд ќе можат да најдат вработување во реалниот сектор, а другите кои што подолго време ќе им треба да ги реализираат своите обврски на факултетот, нормално не значи дека и сите тие ќе се најдат во правните професии, така сепак мора да има луѓе и на другите места. Ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Во втори дел од емисијата ќе зборуваме за студиските програми на Правниот факултет Кичево. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Допри со срцето, крени ме до небо високо, мило мое, најмило, стопли ме од оган посилно. Среќата со тебе има адреса, таму каде што си ти се вика. Колку само силно љубиш најмило мое, цело срце ми го будиш најмило мое. 9 на 10 ноги бегам од себе, зашто ниту еден миг јас не можам без тебе.
колку само силно љубиш, цело срце ми будиш. 9 дена, 10 ноќи, зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. Колку само силно љубиш, колку само силно, најмило моје. Колку само силно љубиш, колку само силно, најмило моје. Колку само силно љубиш, најмило моје. Цело срце ми будиш, најмило моје. 9 дена, 10 ноќи бегам од себе, зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. Зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Кло ФМ Битола. Почитувани, подсетувам дека ја следите емисијата за Универзитетот отворено. Денеска наша гостинка, професор доктор Светлана Велјановска, деканка на Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга. Деканке, кажавме дека во овој дел од разговорот ќе кажеме нешто повеќе за студиските програми кои што тука се нудат на прв, на втор и на трет циклус. Ке започнеме со она што е сега актуелно, запишувањето на прв циклус до дипломски студии. Што им се нуди на младите? Да, значи споменав и пред малку во разговорот дека правните науки се нашата суштина, односно причината поради која што постоиме. Значи на првиот циклус имаме 4 годишни до дипломски правни студии, кои што се со 240 кредити, каде што е најголемиот интерес што се вика на средношколците да се запишат, а покрај нив имаме и, како што споменав пред малку, политички студии и дипломатија. Значи тоа е исто така 4 годишен студиум со 240 кредити, од кои што понатаму имаме проодност и на вториот, односно на третиот циклус студии. Во делот на наставните содржини на правните студии на политичките науки и дипломатија можам да кажам дека комплетно сме екипирани во делот на наставниот кадар. Значи нашите наставници ги имаат сите компетенции да ги предаваат тие 40 предмети колку што се во задолжителната и во изборната програма на правните студии. Едната студиска програма рековте правни науки, другата дипломатија. Ајде малку повеќе што ќе научат на едното, што ќе научат на другото. Добро, правото знаете дека е широка професија, значи имаме и најголемиот дел од предметите на правните науки, на правните студии, ние од областа на граѓанското, казненото, административното, управното право. Нормално, како и на секој друг факултет, нашите студенти им даваме и можност за пошироки знаења, значи сепак станува збор за едните интелектуалци, едната носичка сила во нашата држава, значи затоа се едуцираат и во делот на социолошките науки, во делот на политиколошките науки, во делот на економските науки, значи сето тоа на некој начин и во делот на информатиката. Знаеме дека во последно време информатичките науки секаде се потребни за секојдневното работење. Значи, иако најголем процент од предметите се од делот на правните науки, сепак еден дел, значи некаде околу 30% се и други сродни науки од општествените области кои што ќе им бидат корисни во нивното работење. Во делот на политичките науки и дипломатија пак нормално. Суштината е дадена токму на тие наставни предмети кои што се во делот на политикологијата и во делот на дипломатијата, но и тука се застапени и правните предмети. Сепак, кога е некој политиколог, нормално треба да има и познавање, општи познавања од правото, сепак тие се теоретските постулати, и економските, социолошките, значи сите оние науки од делот на општествената сфера. Ова насока, ова студиска програма е релативно нова. Велите дека можеби се уште младите не се доволно информирани дека постои како таква, но еве и ако се информирани, што да очекуваат кога ќе се запишат, какво звање добиваат, каде се можат да најдат еве вработување, затоа што со правните науки рековте дека некако им е појасно. Да, значи политичките науки и дипломатија всушност се
нудат широк спектар на можности за нивно понатамошно ангажирање. Во нашата држава се уште тие не се заживеани на вистинскиот начин од причина што буквално можеби повеќе правници и економисти ги зафаќаат нивните работни места, како што е случај на пример и со проблемите што ги има факултетот за безбедност, бидејќи голем дел од нивните студенти не може да се вработат на соодветни места, бидејќи од други некои струги истите тие се веќе пополнети. Значи политичка анализа, значи делот кој што се однесува на работењето во парламентот, значи во општинските совети, во општинската администрација, има многу полиња, а нормално професионалната дипломатија е она што ни недостасува нас како држава. Интенција на Министерството за надворешни работи е да се зголеми што е можно повеќе бројот на професионални дипломати. Тука некаде сметаме дека би нашле место овие наши дипломци и од тие причини нашата интенција е да анимираме што е можно поголем број на слушатели на оваа насока на нашиот факултет и верувам дека во наредниот период ќе успееме во тоа. Да. Тука се можеби ангажирани во конзуларните представништва, во амбасадите. Така. Таа е целта, значи, таму сакаме да ги насочиме нашите дипломирани студенти на насоката политички науки и дипломатија. Нивните познавања сепак се доста широки и може да се искористат и на ова поле. Тоа беа студиите на прв циклус студии, но убаво е кога се знае дека потоа може да продолжат со втор па и трет циклус студии, да го заокружат своето високо образование, секако оние кои што смета дека тоа ќе им користи понатаму. Точно така. 240 кредити е еден завршен циклус на додипломски студии. Нормално, секој кој смета дека до тука му е доволно, останува на тоа ниво, продолжува да бара вработување во реалниот сектор. Меѓутоа, споменав на почетокот дека правото е специфична професија и дека бара доживотно учење. Токму тука се и овие наши насоки на вториот, пред се на вториот циклус студии. Зошто го велам ова? Затоа што секој кој ќе заврши правен факултет, барем со сегашната поставеност на работите, без да има положено правосуден испит, мислам дека многу потешко ќе се снајде во реалниот сектор, посебно во професиите како што се адвокатура, извршителство, нотарство, суди, да се вклучи во Академијата за суди и јавни обвинители, значи државните правобранители, значи сите оние правни професии кои што понатаму можат да бидат нивен предизвик. Тука навистина ние како правен факултет овозможивме студентите кои што на додипломски студии ќе ги завршат тие општи предмети што се вика во делот на правото, да се насочат кон своите афинитети. И од тие причини имаме акредитирани студиски програми на вториот циклус во делот на казнено право и криминологија, бизнис право, административно право и администрација и човекови права и демократија. Значи, гледате, буквално ја постигнавме целокупната ширина на сферите на интерес на нашите студенти. Значи, оној на кого повеќе му лежи казненото право може да замине на таа насока, оние кои што повеќе се занимаваат со бизнис на таа насока, во управното право, во администрацијата исто така имаме соодветна насока, па дури и за оние кои што сакаат најшироко да ги следат, знаете сега е тренд човековите права и нивното почитување, го ја имаме и таа насока. Изборот е навистина сериозен. Нашите студенти имаат можност во тие едногодишни студии да ги совладаат преку наставните предмети сите предизвици во секоја конкретна насока и на крај кога ќе излезат како магистри на правни науки, значи зборуваме за титула, звање магистар на правна наука во соодветната област, се стекнуваат со 300 кредити и веднаш потоа веќе може да се пријават за полагање на правосуден испит. Знаете дека и правосудниот испит е еден стручен испит кој што секој правник би требало да го заврши на некој начин, а кога ги завршувате студиите на прв циклус и постдипломските студии, односно магистерските студии кај нас, буквално целиот материјал е поминат. Едноставно треба само да се повтори и да се пријавите да полагате правосуден испит. За третиот циклус? Третиот циклус исто така го правевме со намера нашите магистри кои што ќе се сакаат да се пронајдат во науката да имаат проодност веднаш понатаму и затоа имаме 3 насоки на трет циклус, значи меѓународно право и меѓународна политика, казнено право и кривична правда и административно право и администрација. Значи ова се 3 годишни докторски студии, значи студии се не се значи се стекнуваат кредити исто како и на првиот и на вториот циклус, максимално 180 кредити треба да се стекнат и на тој начин веќе нашите
докторанти, нашите студенти на докторските студии можат да аплицираат на работни места во делот на избор за доценти на било кој од државните институции, државните факултети во нашата држава. Тоа би сакала да го споменам сега во овој дел кога зборуваме за наставните програми на прв, втори и на трет циклус, дека дипломите од Правниот факултет Кичево се прифатени буквално насекаде во Европа, Азија, Соединетите американски држави и Австралија. Имаме наши студенти каде што им е валоризирана нашата диплома. Значи, буквално без никакви дополнителни ангажмани, во ретки држави се полага уставно право, бидејќи различно е од нашето уставно право и познавање на соодветниот јазик. Се друго е признаено 100% од нашите наставни програми. Значи, кога ги изготвуваме наставните програми, кога ги изготвуваме елаборатите со кои аплицираме во одборот за акредитација, настојуваме тие студиски предмети кои што ќе ги понудиме да бидат прифатливи во што е можно најшироко окружување. Ова како информација плюс, во секој случај е добре дојдена, да знаат дека и со правен факултет во Македонија, еве конкретно во Битола, на УКЛО, поточно на Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга, може да најдат работа и во други земји надвор од нашите граници. Ќе направиме сега уште една пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Бидете и понатаму заедно со нас на 90,8. Убадам срце во градина под го ставам. Ако не сум била верна, ке го прегазам. Се конам во вистината во која ти се сомневаш. Во своите вистини ти само веруваш. Најважно е која сум пред себе си да знам. Никој повеќе од себе не ме познава. Јас во тебе, во тебе, во тебе верував. Мислев дека барем ти ме познаваш. Немаш право ти да ми судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Пред одлука ја стојам и размислувам. Дали вреди да се борам или да се откажам. Твоите навреди ги голтам, само ги потиснувам. И со молчење ќе пробам да ти докажам. Немаш право после се ти да ме напаѓаш. Дека јас сум виновна што се распаѓа. Ти во себе, во себе, во себе најди ја вината што мене ми ја префрлаш. Немаш право ти да ми судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Немој ја судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Денес си победник, утре си губитник. Денес си богат, а утре си ромав. Денес си победник, утре си губитник. Денес си со мене, утре си сам. Ти во себе, во себе, во себе најди ја вината што мене ми ја префрлаш. Немаш право ти да ми судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти. Немој ја судиш. Немаш право да ме осудиш. Бог ќе ни суди. Немој само ти.
Деканке Велјановска, еве кажавме голем број информации за потенцијалните бруцоши на правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга. Ги кажавте студиските програми кои што им се нудат на прв, на втори, на трет циклус студии. Меѓутоа, претходно не спомнавме дека освен наставата, освен теоретскиот дел, имате и богат избор на практична работа или следење на практична настава. Да, интенција на правниот факултет е постојано да биде проактивен од аспект на потребите на институциите, на стопанските, на нестопанските субјекти, пред се во регионот во кој што функционираме, но и пошироко во нашата држава. Ја споменав пред малку елаборатите, односно наставните програми и во нив со најновата акредитација во секоја академска година имаме задолжителна студентска пракса. Значи не онаа летна феријална пракса која што исто така е задолжителна, туку пракса која студентите мора да ја реализираат и за неа добиваат определен број на кредити. Значи тоа е облигација која што секој студент мора да ја исполни. Зошто го направивме ова? Затоа што свативме дека во рамките на нашите организациони единици, еве ќе ги споменам, Центарот за научно-истражувачка работа, Центарот за професионални обуки и кариерен развој, Одделението за клиничко правно образование, правната клиника, Одделението за ИКТ подготовка на правници и Школата за стручно усовршување на правници, увидовме дека на нашите студенти теоретскиот дел не им е проблем, туку дека им е проблем практичниот дел. На одредени предмети, знаете, оние каде што имаме применета настава, имаме практична работа од страна на професорите со студентите, меѓутоа има предмети каде што не е таков концептот на наставата. Од тие причини, во сите овие наши организациони единици, најдобрите студенти и студентите кои што ќе пројават интерес нормално да бидат ангажирани и после задолжителните обврски, им овозможуваме преку нивно активно учество да ја сватат што всушност представува правната професија, односно да започнат да учат вештината на правната наука. Имаме, тоа би сакала да се пофалам, дека во изминатиот период имаме склучено голем број на меморандуми за соработка буквално со сите судски институции во поширокиот регион. Значи зборувам и за Битола, и за Кичево, и за Прилеп, и за Охрид, и за Струга, значи сите основни судови на ова подрачје, апелациониот суд во Битола нормално, преобранителствата, обвинителствата, народните преобранители кои што гравитираат на овој регион, адвокатските комори, зборувам за адвокатските комори локални во Кичево, во Битола, во Прилеп, во Охрид, во Струга, со сите нив имаме воспоставено соработка и студентите кои што пројавуваат интерес да видат што е опипливо, што е, не мора значи да се во четврта година, туку и од пониските години, им овозможуваме да бидат присутни во адвокатска канцеларија, во канцеларија на нотар, во канцеларија на извршител, во канцеларијата кај некој судија, на државниот правобранител, на јавниот обвинител, значи секаде онаму каде што ќе пројават интерес, ние им овозможуваме да бидат учесници во таквите секојдневни проекти кои што се работат во овие институции и можеби на тој начин и се решават што би била нивна крајна правна професија, значи дали некој ќе оди на академија да стане судија или јавен обвинител или повеќе ќе се определи да биде адвокат, односно да си формира своја фирма, каде што понатаму ќе си го вади легот, што се вика со факултетот што го завршил. Значи, студентите од наша страна имаат потполна поддршка и сите нивни барања буквално се обидуваме и верувам дека во голема мерка им излегуваме во пресред. Покрај тоа тука е и Титус Лавиос Орестес. Тоа е клубот кој што пак работи во делот на практичниот дел на заштитата на човековите слободи и права. Значи тие редовно се подготвуваат и учествуваат и на домашни и на меѓународни надпревари и таму постигнуваат значајни успеси и не представуваат навистина како факултет во сферата на правото и во целиот овој југозападен регион и горди сме на нашите студенти. Правната клиника исто така мора да ја пофалам, бидејќи тие пак влегоа во пракса, што се вели. Работат со целна група со популација која што има помали финансиски можности, односно ја нудат таа бесплатна правна помош и им излегуваат во пресет, односно им решаваат проблеми кои што
можеби ако треба да ги застапува адвокати им бара голема сума на средства, а нашите млади правници успеваат да им излезат во пресрет и да ги исполнат барањата или очекувањата на таа клиентела. Да. И во оваа прилика врзано за овој дел за правната клиника да кажеме дека од разговорите што ги имав нели со професорката Шуша која работи со правната клиника, оние кои што доаѓаат странките не мора воопшто да се плашат бидејќи ќе работат со студенти, затоа што студентите постојано имаат поддршката од сите стручни лица кога се работи за одредена проблематика, ако доволно не се информирани или нема да може да ја решат. Точно така, значи никогаш не завлегуваме во работи без да се консултираме со стручњаци од соодветната област. Споменав пред малку дека институциите ни се отворени, имаме голема помош од адвокати од целиот овој регион, специјализирани за одредени области, секаде онаму каде што евентуално нема да можат на прво да најдат решение нашите студенти, се консултираат, бараат од нив правна помош, нормално. И таа е бесплатна, бидејќи адвокатите со задоволство им помагаат на нашите студенти и сите оние кои што бараат поддршка, односно правна помош од нашата правна клиника, барем во досегашното искуство, сите се задоволни, значи немаме негативни искуства. Сега да кажем и тоа дека постојано гледам со оглед на тоа што Универзитетското радио е во истата зграда со правниот факултет тука во Битола, на УКЛА. Гледам дека од време на време доаѓаат и гости како предавачи, значи адвокати, суди, се што има. Да, има се. Тука голема улога има ЮСФорумот и Факултетското студентско собрание. Значи, нивните активности пред се насочени се во тој дел. ЮСФорумот има за цел да овозможи пристап на стручњаци, на експерти во одредена област, да ги донесе на нашиот факултет и да им понуди на нашите студенти да ги слушнат нивните искуства, а додека Факултетското студентско собрание во рамките на својата годишна програма за работа, меѓу другото ги следат и интересите на сопствените членови, значи што студентите сакаат да слушнат во одредена академска година и нормално во соработка со нас, со наставниците и како декани, продеканите, им овозможуваме значи гостување на одредена категорија стручњаци. Дали станува збор, не знам, за некој адвокат практичар кој ќе ги научи како се пишува тужба или не знам, буквално се она што тие сметаат дека им е важно и дека на нешто треба да се обрати поголемо внимание, ние им го овозможуваме тоа и верувајте има успех во таквата комуникација помеѓу студентите и професорите. Сепак понекогаш знаете ние како професори можеби на нешто друго ќе дадеме приоритет. Но студентите знаат да ни кажат да, во рете, ќе го слушаме тоа предавање, но ве молиме следното, нека биде во делот, не знам, на човековите права или во делот на административното право, управното право. Значи, без разлика, тука сме отворени за соработка, отворени сме за комуникација и знам дека ефектите се видливи веќе веднаш после ваквите настави. Морам да ги пофалам студентите од правниот факултет и се вклучуваат и во полето на истражувачката работа со своји трудови, редовно се јавуваат на Универзитетската студентска конференција што ја организира УКЛО и Универзитетското студентско собрание. Да, и тоа е одлична можност за нашите студенти. Зошто го велам ова? Затоа што теоријата е теорија. Мислам, таа ќе се совлада, испитот ќе се положи, но на крај предизвикот е кога нешто што сте го научиле теоретски ќе може да го оформите во ваш научен труд, каде што ќе има и соодветно истражување. Ние магистерските трудови, генерално, мислам за докторските да не зборувам, меѓутоа и во магистерските трудови интенцијата е обавезно, задолжително да има истражувачки дел. Значи теоретскиот дел си е содржаен, меѓутоа истражувачкиот дел да биде не помалку од 30% на магистерскиот труд. И затоа уште во текот на нивното студирање ги учиме нашите студенти и дипломските работи да се насочат на таа насока, на истражувачкиот дел. И од тие причини интересот да се учествува во научната конференција која што ја организира УКЛО, еве ќе ја пофалам, значи новата проректорката Буневска, бидејќи по нејзина иницијатива всушност се отвори ова студентска конференција. Мислам се креира ова студентска конференција. Имаме интерес од нашите колеги студенти. Нормално под наше менторство се сепак не може да се осамостојат дотолку, но имаме неколку професори кои што се ангажирани со студентите и редовно на секоја студентска конференција имаме по неколку трудови од нашиот правен факултет кои што понатаму прераснуваат и во истражувачки проекти и сега се уште не успеваме да најдеме финансирање за нив, но верувам дека во наредниот период и тоа ќе го решиме на некој начин.
да не зборуваме па и за конференциите на кои што учествува академскиот кадар, мислам на наставниот кадар на правниот факултет, ги има многу, а исто така и вие се јавувате како организатори на конференции. Да, ние сме веќе традиционално, годинава ми се чини 7 поред е научната конференција, меѓународна научна конференција која што ја организираме како правен факултет. Од почетокот, кога започнавме некаде 18-19 година првата, па еве веќе сега успеавме дури и во ковидот да ја организираме, значи не направивме пауза. Голем е одзивот на наши колеги од сите држави, под 40-50 луѓе не сме биле никогаш, а многу често и до 100 трудови пристигнуваат на нашата конференција. Тука се вклучуваат нормално и нашите докторанти кои што на тој начин успеваат да си ги извршат и своите обврски во делот на изработката на докторскиот проект, меѓутоа и задоволство и за нив е да се покажат и да ги представат своите капацитети на нашата конференција. Се обидуваме и верувам дека успеваме да поканиме квалитетни воведничари, значи луѓе на тие панел дискусии, специјалисти, значи истражувачи во тематската целина која што ни е на секоја конференција, и јас сум задоволна како се одвиваат подготовките и за оваа годинешна конференција која ќе се одржи во средината на октомври, така ни е тајмингот. Декан ке кажавме доста работи за правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Останува на крај да го слушнеме и вашето обраќање до сите оние кои што се двоумат или не знаат каде понатаму. Зошто да го изберат правниот факултет? Правниот факултет Кичево има мисија за достигнување на супериорноста. Приоритетна обврска наша е ориентација кон нашите студенти и кон нивно овозможување на квалитет и успех во иднината. Нашиот факултет самостојно ја дефинира својата мисија и во врска со своите посебности и во врска со своите одговорности кон околината. И сметаме дека можностите кои што им ги нудиме на нашите студенти треба да се препознаат пред се од нив самите, но и од нашата поширока општествена заедница. Веруваме дека сите оние кои што ќе одберат да станат наши студенти ќе сватат суштината на правната наука, ќе ја применат правната наука и ќе придонесат ова што во моментот се случува во нашата држава, правото да е на некои најниски рамки, значи во оценувањето од страна на јавноста, да го издигнат на едно одлично рамниште, односно да бидеме дел кој што ќе придонесе за подобрување на сликата околу правото и правната професија во нашата држава. Одличен крај, ви благодарам за разговорот, ви посакувам добро здравје пред се. Секако успешна нова академска 2024-2025 година. Благодарам на можноста да бидам дел од студентското радио. Им порачувам на сите наши студенти кои што во моментот се на студиите на правниот факултет да бидат среќни, да бидат успешни, да си ги остварат своите желби и амбиции, да не заборават кога ќе излезат од факултетските клупи, затоа што сепак со тоа што ќе се заврши една страница од нивниот живот со дипломирањето на правниот факултет, се отвара нова можност за нив, но и нова можност за соработка со нас, а оние кои што ќе дојдат да бидат наши студенти, им посакувам од 1 октомври да се видиме среќни, весели и успешни во сите нивни предизвици во животот. Ви благодарам уште еднаш. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам.
И да не те видам никогаш, нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Вади ме за крај и не се враќај. Лакрима за крај, лакрима за крај, лакрима за крај и не се враќај. Лакрима за крај, лакрима за крај, лакрима за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло FM. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Tú y yo, en la cama tú y yo, quiero hacerte el amor, en la cama tú y yo, quiero hacerte el amor, en la cama tú y yo, hasta el amanecer, quiero hacerte el amor, yeah, yeah. Толку лесно е, што чувствувам среќа, немам јас веќе време за плачење. Колку жешко може да е, се топев пред тебе ко да сум ја шеќе, на тоа ќе остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Укло FM Битола.
јуни 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола. Избери квалитет, избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.